Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката растење во односот со Бога. Четврток, 7 мај. Мојсей посредува за народот. Прочитете 2 Мосеева, 32 глава, 31 и 32 стих. Што не учат тие за Мојсей и за молитвата? Текстот гласи: Мојсей се врати при Господа, па рече: Леле, оној народ стори тежок грев, правејќи си Бог од злато. Сепак, прости им го гревот. Ако не сакаш, тогаш избриши ме и мене од својата книга која ја напиша. Мојсей смело се молел на Бога во име на народот во многу прилики. Тој му се обраќал на Бога кога народот бил жеден. 2 Мојсеева, 15 глава, 25 стих, 2 Мојсеева, 17 глава, 2 до 6 стих. Гладен, 4 Мојсеева, 11 глава, 21 и 22 стих, и во крај на очајност, 4 Мојсеева, 11 глава, 11 до 15 стих. 2 Мојсеева, 15 глава, 25 стих вели: А тој го повика Господ. Господ му покажа едно дрво. Го фрли тој дрвото во водата и водата стана сладка. Таму Господ им даде закон и право и таму ги стави во искушение. 2 Мојсеева, 17 глава, 2 до 6 стих вели: Затоа народот почна да се препира со Мојсеја. Викаа: Дај ни вода да пиеме. А Мојсей им одговори: Зошто се препирате со мене? Зошто го искушувате Господа? Ама народот ожедне за вода, па ропташе против Мојсија и говореше: Зошто не изведе од Египет? Зар да не помориш со жед нас, нашите деца и нашиот добиток? Што да правам со овој народ? Извика Мојсей кон Господа. Уште малку, па ќе ме каменуваат. Истапи пред народот, му рече Господ на Мојсија. Земи со себе неколку израелски старешини, земи го во раката стапот со кој ја удри реката и тргни. А јас ќе стојам пред тебе таму на карпата во Хорив. Удри по карпата, од неа ќе потече вода, па нека се напие народот. Мојсей направи така пред очите на израелските старешини. 4 Мојсеева, 11 глава, 21 и 22 стих вели: Народот во кој се наоѓам, одговори Мојсей, има 600.000 пешаци, а ти велиш: ќе им дадам месо да јадат цел месец. Може ли да биде исклан целиот ситен и крупен добиток за да им биде доволно? Можат ли да се соберат сите риби од морето за да им биде доста? 4 Мојсеева, 11 до 15 стих вели: Зошто го измачуваш твојот слуга? Мојсей му упати слово на Господа: Зошто не добив милост во твоите очи, кога врз мене го стави теретот за сиот овој народ? Зар од мене произлегува сиот овој народ? Зар јас го родив кога ми велиш: Носи ги во твоето крило, како што доилката го носи доилчето, во земјата што со заклетва им ја вети на нивните татковци? Од каде кај мене месо за да му го дадам на сиот овој народ, што плаче околу мене, велејки: Дај ни месо да јадеме? Јас самиот не можам да го носам сиот овој народ. Претешко е тоа за мене. Ако и понатаму постапуваш вака со мене, подобро убий ме. Ако најдов милост во твоите очи, за да не ја гледам повеќе својата беда. Во врска со настанот, кога израелците направиле златно теле, веднаш откако Бог склучил завет со нив, Мојсей се сеќава: Бидејќи јас се плашев од гневот и јароста, со која што се разгневи на вас и сакаше да ве истреби Господ. Но Господ ме послуша и тогаш. Во врска со настаните, повраќањето на согледувачите од ветената земја, Мојсей се сеќава: И му се молев на Господ, го молев 40 дена и 40 ноќи, бидејќи Господ сакаше да ве истреби. 5 Мојсеева, 9 глава, 25 стих. Во врска со времето кога припадниците на Левиевото племе биле одвоени од останатите за да служат во светилиштето, Мојсей се сеќава: И престојував на планината како и порано, 40 дена и 40 ноќи. Господ ме послуша и овој пат, и не посака Господ да ве погуби. 5 Мојсеева, 10 глава, 10 стих. Бог ја слушнал Мојсеевата молба.
Можеме многу да научиме од животот на Мојсей кога станува збор за молитвата и за тоа како цврсто да се држиме за Бога. Мојсей длабоко го сакал Бога и имал јасна представа за неговиот карактер. Бог му се опишал себе си во стихот 2 Мојсеева 34 глава 6 стих. Господ, Господ, Бог човеколюбив и милостив, долготрпелив, многу милостив и верен. Мојсей се покажал како храбар и верен, бидејќи се држал до Бога во подемите и падовите на исцрпувачкото патување во ветената земја. Во битките низ кои сите ние минуваме, тој се подпирал на Божјата сила, на неговата присутност и водство во сопствениот живот. 2 Мојсеева 33 глава 13 стих. Затоа, ако ја уживам твојата благонаклонетост, покажи ми ги своите патишта, за да те сфатам и за да ја уживам и натаму твојата благонаклонност. Исто така, помисли дека овие луѓе се твој народ. Мојсей го подсетувал Бога на неговиот завет, 2 Мојсеева 32 глава 13 стих, каде што вели: спомни си за Авраама, Исака и Израела, за твоите слуги, на кои им се заколна сам во себе си и им вети: ќе го размножам вашето потомство како ѕвездите на небото и сета оваа земја што ја ветив ќе му ја дадам на вашето потомство. И таа ќе биде нивно наследство за секогаш. Се повикувал на Божите ветувања во полза на неговиот народ, 5 Мојсеева 7 глава 8 стих. Туку затоа дека Господ ве љуби и дека ја пази заклетвата со која им се заколна на вашите татковци. Затоа Господ ве изведе со силна рака и ве ослободи од домот на робството, од власта на фараонот, египетскиот цар. И секогаш се сеќавал на Божјото водство во минатото. 5 Мојсеева 8 глава 2 стих. Спомнувај си за целиот пат по кој Господ, твојот Бог, те водеше низ пустината во овие 40 години, за да те смири, за да те испита и за да дознаеш што ти е во срцето, дали сакаш да ги држиш неговите заповеди или не сакаш. Мојсей ги прифаќал Божите одговори на неговите молитви, без оглед дали биле позитивни или негативни. Да бидеме во блиска врска со Бога не значи дека секогаш автоматски ќе го добиеме она што го сакаме. 5 Мојсеева, 3 глава, 23 до 29 стих, вели: тогаш замолив милост од Господа: Боже мој, Господи, ти почна да му ги покажуваш на својот слуга своето величество и својата сила. Па кој Бог на небото или на земјата може да направи такви дела и чудеса какви што се твоите? Дозволи ми да отидам онаму и да ја погледнам онаа блажена земја преку Јордан, оној убав горски крај и Ливан. Ама Господ заради вас беше лут на мене и не ме послуша. Доста, ми рече Господ, не ми зборувај веќе за тоа. Искачи се на врвот Фасга и насочи ги своите очи кон запад, север, југ и исток. Разгледај добро со своите очи, зашто нема да поминеш преку Јордан. Упати го Исуса, зајакни го и охрабри го. Нека оди на чело на овој народ. Тој нека ги воведе во наследство на земјата што ја гледаш. Така останавме во таа долина покрај Ветфега. Но во секој случај треба истрено да се молиме. Лука 18 глава 1 до 8 стих вели: а им кажа парабола како треба секогаш да се молат и да не се обесхрабруваат. И рече: во еден град беше некој судија кој не се боеше од Бога и не се грижеше за луѓето. А во истиот град имаше една вдовица која доаѓаше при него и му се молеше: заштити ме од мојот противник. Тој неќеше некое време. После си рече во себе си: иако не се бојам од Бога, ниту се грижам за луѓето, ќе го дадам правото на оваа вдовица, зашто ми додева, за на крај да не дојде и да ме нападне. И Господ рече: чујте што зборува неправедниот судија. Да Бог ли нема да ги заштити своите избраници, кои викаат кон Него дење и ноќе, имајќи трпение со нив? Ви велам, ќе ги одбрани скоро, но кога ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата? Кому му се потребни вашите посреднички молитви токму сега? Што ве спречува да се помолите и тоа токму сега?